Започна реконструкцијата на постоечкиот пат Прилеп-Скопје во делот помеѓу Дреново и Фариш во должина од околу 10 км. Делницата е широка 6,7 метри и е во крајно катастрофална состојба. Се планирало таа да биде готова до крајот на месец март. Овој пат беше во многу лоша состојба, тоа го знаат сите граѓани кои што движат по овој пат, така да сметаме дека во најмала рака ќе ублажиме дел од она, бидејќи очекуваме во овој период да продолжи изградбата на експресниот пат од Градско до Прилеп, така да ќе направиме одредено ублажување на тие состојби. Кон крајот на март пак се планирало и објавување на тендер за реконструкција на патот од Фариш до Прилеп во должина од околу 19 км. Освен рехабилитација, се планирало изградба на трета лента, онаму каде што таа не е изградена. Од Фариш до Прилеп, секаде каде што се трите ленти. Тој дел комплетно во цела ширина и во цела должина ќе биде рехабилитиран. Исто така, преку ИПА ќе излезе сега тендерот во март месец, ќе биде секаде каде што се двете ленти, проширени на 3 ленти и рехабилитирани. Изградбата пак на експресниот пат од Фариш до Дреново е стопирана откако владата го раскина договорот со шпанската Рубау. За овој дел се очекува нов тендер да биде распишан во месец април, а делницата на експресниот пат од Градско до Дреново се градела без проблем. Бизнис секторот од Прилеп минатиот месец побара итно автопатско поврзување на Пелагонија со Скопје, поради запоставеноста на овој регион веќе 27 години и празните ветувања на политичарите пред секои избори.